тешка атмосферата во Грција на приодот од селото. Вчера беа малтретирани новинарските екипи, денеска јавивме играорците на танец. Што ќе ни кажеш повеќе за ова? Да, денеска македонските медиуми без проблем влегуваа во Грција, но тоа не беше случај и со националниот ансамбл за песни и игри танец, кој што откако претходно им беше кажано од страна на грчките власти дека можат да патуваат во Грција, но само на своја собствена одговорност, сепак собраа храброст и решија да влезат во Грција и да ја презентираат македонската култура таму. Сепак, околу 2 часа беше потребно да се завршат сите гранични процедури. При тоа, играорците на танец беа наредени во линија како осомничени шверцери, при што беа натерани да ги отворат своите торби и да прикажат што све имаат внатре. Сомнителни беа дури и националните носи во кои што вечерва ќе треба да настапат во овчани, па дури и цветните дезени кои што ќе стојат на бината во ова леринско село. Инаку информацијата која што доби Ајден е дека поради тоа што во текот на утринава на граничниот премин Ники на грчка страна имало собрани 50 на грчки националисти, на танец им било сугерирано да не патуваат во Грција затоа што би можело да се соочат со инциденти. За директорот на танец сепак не постои сила која што може да ги уплаши играорците на танец да не заминат во Грција или било каде во светот и да ја презентираат македонската култура. Да слушнеме оваа изјава. Нема зашто да се закануваме, зашто да се плашиме. Јас не видам причина дека треба да ни се заканува некој кој ансамбл танец треба да концертира во Грција. Инаку денеска во Лерин, како што рековме, мирно сите се подготвуваат за настанот за централната манифестација која што ќе започне околу 21 часот по македонско време. Екипата наеден ја посети канцеларијата на партијата на македонците Виножито, каде што поддршка дадоа и представниците на македонците во Бугарија, представници на Омилинден Пирин дојдоа лично на членовите на Омилинден Пирин да им посакаат среќа и многу сила во битката која што допрва престои за да се овозможи македонците во Грција да ги почувствуваат сите права согласно со меѓународните конвенции. За членот на колективното председателство на Виножито се извинувам, Павле Воскопулос, нема дилема, борбата продолжува, а македонците во Грција мораат да го живеат животот кој што им е даден од Бога. А наш, како политички активности, сметаме ние како македонци, дали тука и во Бугарија, полека да му дадеме позитивен поттик на овие елити, уназадени, националисти, затворени, да почнат отворено да гледат кон иднината со целосно почитување на овие најубави, хумани и европски принципи. Морам, ако дозволиш уште едно прашање. Медиумскиот интерес за овој настан, барем овде во Македонија, е голем. Како грчките медиуми го следат настанот? Има ли бројни новинарски екипи во Лерин таму дојдени за специјално за прославата на Илинден? Како никогаш досега, според информациите што ги добиваме од овде од македонците во Грција, никогаш претходно немало толку голем број на екипи на грчките медиуми кои што пишуваат, и тоа секако е само добра промоција за борбата на македонците во Грција. Интересно е што веднаш што екипата наеден ја премина грчка граница, беше пречекана од десетина грчки телевизии, радиостаници, представници на впечатлените медиуми, при што не запрашаа што мислиме за овој проблем, оваа тензија која што се јави овие последни 2 дена на граничниот премин Меджитлија Ники. Инаку интересно е тоа што последниве 2-3 дена грчките медиуми наистина со силен интензитет пишуваат против Македонија, против идејата да се разговара за македонското малцинство. Така, например, и во еден од најтиражните, можеби најтиражен грчки неделен магазин Прототема, на неколку страници се пишува за македонското прашање, се разбира за жал во негативен контекст, па дури и вашиот репортер е споменат овде во Прототема, при што може да се види само како пример ќе покажам како функционираат грчките медиуми во последно време, особено откако Грција стави вето на Македонија и откако Македонија побара официјално од грчката влада да разговара за македонското малцинство во Грција. Имено вашиот репортер во Прототема е представен
како новинар, но пред се како активист кој што ги застапува бегалските права на македонците од Грција и македонците од Албанија, македонците од Бугарија, но и во исто време и како представник на Обединетите нации во Скопје кој што се грижи за правата на бегалците, нешто што е апсолутно неточно, но нешто што покажува како на лажен начин функционираат грчките медиуми, а верувам и целата грчка влада. За сега тоа би било се од Битола. Екипата на еден патува вечерва во Овчарани во Леринско да види уште еднаш како ќе функционира овој најголем македонски празник овде во Грција кој што се слави. За тоа се разбира ќе бидете информирани во текот на утрешните информативни изданија на еден.